Здраво, добро уште на видео, каде што ова видео ќе биде едно кратко видео, еден вид вовед за имуногенетика, осно за делот кој ние ќе го учиме од имуногенетика, кој што е како се добива големиот диверзитет на антитела. Тоа е најголемиот дел од имуногенетика, но сепак. Сега. Пред неколку видеа спомнав дека бројот на антигени кои се среќаваат во природата е нека е 20 на 8, што ние би го запишале 2 по 10 на 10. Зависи од каде вадите број, но тоа е дека си многу голем број, значи, што бидејќи е добиен преку математички начини, односно теориски. Сега ќе објаснам како. Значи, земени се бројот на аминокиселини, бројот на моносахаридни единици, така моносахариди или пак некои масни киселини, и поентата е споени се сите заедно на многу различни комбинации и пресметаме колку различни има и колку многу различни комбинации може да се добијат. И така сме го добиле некој си број 10 на 10 антигени. Значи тоа е теориски, не дека сите би можеле да се случат во природата, но едноставно да имаме некоја си општа представа. Сега, ние рековме дека во организмот имаме околу 10 на 9 или 10 на 8, зависи од кај вајте информации, ама ќе речеме 10 на 8 антитела. Различни антитела. Сега, иако бројов на антитела е помал од бројот на антигени, сепак ние би можеле да ги врземе сите. Зошто? Бидејќи не смеете да заборавите, например, антигенот е некоја си сложена молекула. Така, тој може би има одреден епитоп, така кој се сретнува кај голем број антигени. Да речеме, имаме сега друг антиген, кој изгледа вака некако, кој го има истиот тој епитоп овдека. Така, може имаш уште еден антиген кој изгледа вака и го има тој истиот епитоп овдека. Така, значи иако имаме поголем број на антигени, сите тие антигени имаат повеќе епитопи. Така што најверојатно на секој антиген ќе се најде некој си место, некој си епитоп каде што би можело да се врзе антитело. Така што се повеќе од доволни Значи имаме повеќе од доволно антитела да одговориме на секој си антиген на кој би можеле да налетаме. Сега, тоа произлегува еден друг проблем. Ова е, мислам, окей, го решивме ова и сега се си викаме се е тоа супер, но 10 на 8, тоа е многу голем број. Како добиваме толку многу различни антитела? Така, бидејќи знаеме дека антителото е протеин, така, антителото е протеин, тоа значи, мислам тоа, нема сошто така го бележам, ќе го бележам како што си антитело. Знаеме дека е протеин, односно дека е изграден од аминокиселини, последователни аминокиселини. И знаеме дека последователни аминокиселини се кодираат, така, тие се кодираат од страна на ДНА, ќе направиме ДНА овдека вака, каде што имаме последователни нуклеотидни парови, значи АТ, ЦГ, ЦГ, Г, Ц, Т, А и така натаму. Каде што тие се читаат, нели, во триплет од кодони, се читаат од страна на рибозомите. Мислам, добро, првично, ќе поминеме целиот процес. Првично од ДНА се препишува одреден сегмент, да речеме овој сегмент, кој што е еден ген, така, значи еден ген, се прави месенџер RNA транскрипт, кој треба да се процесира кај нас, но окей, тој процес ќе го изоставиме. И потоа, после процесирање, имаме зрел месенџер RNA транскрипт, тој прехвално не беше зрел, требаше да се процесира, но окей. И сега тој оди, се врзува со рибозоми, ќе направиме вака, врзува со рибозоми и се чита кодон по кодон и се иде со комплементарниот антикодон на ТРНА, која што носи за различни аминокиселини кои ќе ги прикачуваме. И како што си е по кодотип, така полека ќе се прикачуваат аминокиселините и ќе се направи протеин. И понатаму има некои други протеини овдека во растворот кои ќе му помогнат да влезе во потребната конформација. Така и тоа било главната идеја.
Значи ова ја сега што го кажувам. Се сметало дека така се прават антителата. Но имаме еден проблем со оваа идеја. А проблемот е едноставно не би имале доволно гени за да направиме толку антитела. Бидејќи викаме дека имаме 10 на 8 различни антитела, тоа значи дека ни треба барем 10 на 8 различни гени. Така. И ако сватиш колку всушност азотни бази, односно нуклеотидни парови требаат за да се кодира еден варијабилен регион, така да речеме дека константни статистики. Сите дека само за варијабилниот колку ќе требаат, сваќаш дека нема доволно место у ДНА. Така, значи ДНА не е доволно голема, или ако е, барем 90 и нешто проценти би биле само за правење на антитела. И ова не е изводливо, значи има некаков си проблем. Сега понатаму се сватило дека оваа теорија на еден ген, еден протеин била погрешна. Денеска знаеме дека еден ген не мора да прави еден протеин. Еден ген може да прави повеќе протеини. Дали тоа е преку сплайсинг, алтернативен сплайсинг, или пак при рекомбинирање со други гени. Бидејќи например може два гена да се комбинираат заедно, да направат заеднички протеин, или пак самите самостојно да си направат друг протеин. Така што еден ген може да се рекомбинира со друг ген да направи посложен протеин и така натаму. И пак кога ќе ги внесеш сите овие механизми, пак искача недоволно. ДНА пак е мала, не може да направи толку различни антитела. И ќе видиме понатаму како се ова го сватиле, но мора едноставно ќе стигнале до заклучок дека ДНА мора да се рекомбинира. Мора да се прават постојано нови комбинации на ДНА со цел да може да се постигне овој голем број. Така, значи, мора да има рекомбинации. Сега, ова исто така било проблем, едноставно поред идејата која постојано се карактеризира во биологија и во генетика, значи се напоменува, едноставно колку онака да добиеме колку е важна ДНА, која идеја е дека сите клетки, така, сите клетки во човековиот организам имаат иста ДНА. Така, и ја дури ова сум го кажал во серијата на генетика, и тоа е колку онака да се нагласи значајноста на ДНА и како од иста ДНА можеме да добиеме различни клетки, така бидејќи ако сите клетки имаат иста ДНА, знаеш дека имаш различни клетки, например клетки на кожа, клетки на црн дроб и така натаму. Како тоа го добиваш? Тоа го добиваш преку различна експресија. Така, различни клетки преку различна експресија. И тоа е окей, го решава тој проблем. Но, искочи дека, односно имунологијата ни покажува дека не сите клетки имаат иста ДНА. Односно, сите различни Б клетки, значи исклучок, сите Б клетки имаат различна ДНА. И ова било mind blow. Едноставно се губи таа догма дека сите клетки имаат иста ДНА и дека само преку регулирање на експресијата добиваш различни клетки. И сега се појави дека всушност сите Б клетки имаат различна ДНА. Не дека целата ДНА е различна, само сегменти се различни, но дека значи стварно се случува некое си рекомбинирање со цел да се постигне толкавиот голем диверзитет на антитела. Ама и од оваа идеја повторно има проблем. Си викаш, добро, ако има толку рекомбинирање, како тоа се случува? Кои се механизми кои го раководат? Зошто не се случуваат повеќе грешки? Така, ако правиш ти толку рекомбинирање за да добиеш толку многу антитела, како нема постојано грешки? Како е толку воопшто успешно и зашто едноставно не умираат тие клетки? Така, ако правиш толку рекомбинирање, најчесто ќе бидат проблематични клетки кои ќе влезат во апоптоза. Така што требало време да се разјаснат овие концепти како се тоа се случува. Сега на оваа слика имаме еден си кошематизиран процесот на созидевање на Б клетки. Ова ќе го разгледаме понатаму детално, значи нема сега да се задржуваме, но едноставно да видите. Значи имаме една хематопоетска стем клетка, која се дели на две, каде што едната продолжува, другата е само регенерирачка. И се прави општа лимфоидна клетка, каде што имаме делумни
реаранжмани во гените кои се потребни за тешкиот синџир, така, и се добива про Б клетка. Па имаме целосен реаранжман во гените за тешкиот синџир, имаме пре Б клетка, имаме реаранжмани во лесниот синџир и добиваме незрела Б клетка која што веќе има мембрански врзан имуноглобулин М. Значи сега има мембрански врзан имуноглобулин М. Па потоа иде процес на менување на РНА процесирањето, така што ќе се добие и имуноглобулин Д, ќе го видиме ова понатаму. При тоа, таа се уште се сретнала со антиген. И потоа кој ќе искочи од коскената срцевина, така зашто видовме дека до дека е во коскената срцевина, излегува надвор, иде во периферните лимфоидни органи и се сретнува со антиген. Така, кој ќе се стекне со антиген, таа веќе не е невина, него таа е веќе активирана, ќе стане Б клетка, која што може да се диференцира на секретирачка плазма клетка која се ги прави имуноглобулин М, какви што ги имаше, или пак може да смени класа. Ова клас switching. За ова ќе збориме понатаму, што е многу интересно. Значи, го има истиот вариабилен регион, ќе обележам со црвено ќе обележам, значи овдека на врвовите на антителата има исти вариабилен регион, ама го менува тешкиот синџир. Да има ова имуноглобулин Г, А, Е. Односно, може да го прикачи друг тежок синџир на истиот вариабилен регион со цел да смени ефективната улога на антителото. Така, и за ова се потребни уште реаранжмани. Така, значи плюс значи повеќе рекомбинации. Ќе видиме како всушност тоа се случува, но главното од овдека треба да запамтите дека првично се прави реаранжман на тешкиот синџир, па се прави реаранжман на лесниот синџир и се добива мембрански имуноглобулин М, па потоа преку различно РНА процесирање се добива и Д, но и двата се мембрански врзани. Па кога ќе искочи од коскената срцевина, ќе отиде во некаде во периферните лимфоидни органи, во лимфата, кога ќе сретне антиген, ќе се активира, ќе почне да си го прави овој М, како што си бил, но ќе ги смени исто така, после некој време, ќе смени и класи на антитела, со цел да смени ефекторната улога, зависно кој е антигенот. И добро, нормално ќе се направи мемориска Б клетка. И толку беше за овој вовед, во како ќе се добива големиот диверзитет на различни антитела. Ќе го разгледаме натаму детално целиот процес и нормално би требало да имате прилично окей разбирање со генетика за да ме следите, зашто ќе користам многу термини. Но едноставно од сега што требаше да запамтите дека имале многу проблеми да сватат што се случува и дека не сите клетки имаат иста ДНА, односно Б клетките трпат рекомбинации. Така што ова е една револуционерна идеја и дека се побила исто идејата дека еден ген прави еден протеин, едноставно не е така, значи еден ген може да прави повеќе протеини и повеќе гени може да прават еден протеин. Значи имаме многу различни ситуации и при тоа можеме да добиеме толку многу антитела и се надам дека онака ви стана ко ве заинтригира како всушност се ова се случува, како може стварно да постигнеме тоа со рекомбинации и кој е лимитот и зошто не се случуваат повеќе грешки. Така, зошто ова им е дозволено на Б клетките, а не на другите клетки? Барем колку што знаеме сега, може да постои некоја друга клетка во рекомбинации. Но денеска не знаеме за таква. Така што може некојаш ова нема да биде точно. И како помал број на антитела може да одговорат на поголем број антигени, едноставно поради тоа што можеби имаат исти епитоп. Така, значи антигените имаат голем број епитопи, така што најверојатно ќе се најде некој кој ќе биде соодветен за даденото антитело, односно помал број на антитела може да одговорат на голем број антигени. И тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео каде што ќе видиме експериментите кои ги правеле со цел да стигнат до заклучоци дека стварно имаме рекомбинации. Довидување.